Во богатиот летопис на долгата и многотрапна историја на македонскиот народ, на неговата културна и национална обстојба, Галичник бил и останува една од неговите највисоки и најпрепознатливи духовни коти. Амфитеатрално сместен во пазувите на живописната Бистра планина, сред контрасен и незаборавен пейсаж, во срцето на гордата Мијаджија, оваа ретко убава и некогаш градска именувана населба со над 5000 жители од Божите височини на својата местоположба го мерела и откривала својот сон и своето пронајдено време. Митски извишен над минливоста, во вечна хармонија меѓу човекот и природата, Галичник плени со својата непорекливост и убавина како посек кон вечното во кое исконскиот и сестран човеков порив на многу поколенија нашол свое вистинско засолниште. Се раѓале и израснувале неговите пазови, прославувајќи го надалеку, врвни мајстори и градители на цркви и манастери, неповторливи резбари, иконописци и фрескосликари, знаменити дејци и природбеници, учители и духовници, чиј влог е бележит во развојните процеси и афирмација на македонското културно и национално битие. Колку за подсет ќе ги споменеме значајните и драгоцени природбенски заложби на Партенije Зографски, Ѓорđije Пулевски и на Панајот Џиновски. Овде секако да извира од длабочините на душата човекова, преполна со чудесен воскит кон животот и призив на диалог со Бога, низ кого и звездите станувале поблиски, а со нив и враќањето на галичките сточари и печалбари во родните огништа. Тој призив животен кој не баре генетски се носел во себе и денес, потекобните и неврапитни преселби и откорнувања, ги собира и враќа галичани, како и другите мијаци, особено лете, да ги оживеат напуштените домови, да ги обнова сеќавањата на своите големи предци, да ги оживотворат со нови импулси своите богати културни доблести и традиции. Секој Петровден повтор се празник за очите и воздишка, за душата, раскошите носии, езгиите, величествените обреди и ритуали на единствената галичка свадба, чие пошироко значење своја круна добива со влегувањето во лезницата на духовните вредности на човештвото, што се под заштита и на УНЕСКО. Тука се веќе традиционална и галичката книжена колонија, и меѓународната ликовна колонија, и други придружни приредби низ кои се изразува творечкото доживување и вдахновение од незаборавниот предел на Галичник и околината. Израз е тоа колку на чување и негување на духовните вредности од минатото, толку и предизвик за создавање нови поинакви во сегашноста. И целта е единствена, блесокот на убавото да ги надвиши болот и тагата, коренот да пушти нови жили и ластари, што ќе ги хранат и храбреат надежта и вербата, копнежот и носталгијата за непрекинат дослуг со себе си, со своето постоење. Горд и неповторлив Галичник ја довикува и возвишува нашата љубов, зашто се што во него создала раката човекова, што се излеело срцето и умот од песна и оро, во збор и мисла, во вес и обред, ќе прераснува во убавина, во природна појава.